Добар ден, драги пријатели и гледачи. Добро дојдовте во уште една издание и рубрика од прашања и одговори со Јосиф. Како што и секогаш најавувам, сите прашања кои што ги добиваме и секого од вас кој што до сега го правел тоа, ви заблагодарувам и од друга страна ве охрабрувам секого од останатите од вас да го направите тоа, дали користите го хаштагот #Јосиф, дали користите ги моите инбокс пораки и социјални мрежи кои што може да ги видите овде. Исто така може да го направите тоа и на телефонските броеви на телевизија Телма. И она што денеска го добивме како прашање, односно она што денеска јас го издобив како одговори за вашите прашања, се одговори на 5 прашања. Практично многу ми е драго што веќе секоја недела добиваме над 10 прашања, но поради фактор време тоа не можеме да постигнеме да го одговориме во овие епизоди кои што се релативно кратки, затоа ги користам социјалните мрежи со некого од вас да искомуницирам и да ви дадам одговор на тоа што вие го барате, но за денеска мислам дека она што го одвоивме како прашање ќе ви даде супер вредност. Ни доаѓа од Мартин01, кој што прашува дали е здраво да јадам сурутка после тренинг. Мартин, супер здраво е да ја јадеш сурутката, но не е доволна. Значи после тренинг она што јас би те советувал, провери на Google за BCA. Значи, освен whey протеинот кој што е сурутка кој што ти го нарече, потребен ти е и BCA за добра регенерација после тренинг, потребен ти е и малку шекер за да даде скок на инсулинот кој што ќе направи подобра синтеза на протеините во мускулните влакна и потребни ти се некои антиоксиданси. Така да продолжи со сурутката, но зголеми го тоа. Ако ти требаат детали, искомуницираме назад во приватна порака и ќе ти дадам дополнителни насоки и совети како можеш тоа да го направиш подобро и да го збогатиш твојот регенерацијски оброк после вежбање.